Дали поради новиот закон за трговците на отворено, односно на зелените пазари, или поради празниците главно на денешниот пазар во Кочари, беше забележливо дека има помал број тезгаџии. Тие што не се плашат од законските измени, коментираат дека ги нема толку пензионерите и лицата кои земаат надомест по основно технолошки вишок. Тоа им отвори простор на регистрираните трговци кои се појавуваат на сите пазари во градовите во околината и кои во услови на намалена понуда и конкуренција имаат можност за попрофитабилно работење. Сепак, со новите давачки за лиценции за пензиско осигурување, најпогодени се производителите и оние тезгаџии кои се појавуваат само на еден пазар, како во случајов на Кочанскиот. Велат дека овде изнесуваат сопствено производство од кое настојуваат да заработат некој денар колку за набавка на намирници и дека од тезгата не може да екзистираат од недела до недела или цел месец, бидејќи не се класични трговци. Се работи за еден апсурден закон, парадоксален, наместо да се стимулира производството. Знаеме дека 21 век е век во борбата за храна, во борбата за квалитетна храна, природна храна, органско производство, и наместо да се работи во таа насока, да се мотивира, стимулира градинарот, земјоделецот да произведува, да нуди квалитет на пазарите. Обратно, сега ќе царуваат тие кои мотика не фатиле, кои немаат ништо со земјоделството, така наречени пилјари, со еден сленг израз да се изразам, а оние кои произведуваат, за жал се принудени да ги остават нивите, бавчите необработени, бидејќи се работи за закон кој директно ги дискриминира. Што значи тоа? Тоа значи дека давачките се многу поголеми од приходите. Ако се земи таа лиценца за регистрација која чини пари, потоа закуп на тезгите, персоналниот данок и сите оние придружни давачки што се околу пензиско, инвалидско, здравствено, социјално осигурување, тоа се некаде околу 9 до 10.000 месечно, за жал добивката од четворо, односно од 4 седмици продавање е многу помала, речиси половина. Со други зборови, треба градинарот или земјоделецот да работи само за даноците, само за давачките, а за него буквално не останува ништо. Не сме многу запознаени, ама нешто потешко ќе биде за нас земјоделците. Ако е само тоа за тезгата уред, ама пустини наплатат и онака резервации, и тоа е многу за нас. Ние не можеме да искараме само за давачките. Инаку од комората на трговци најавуваат дека со издавање лиценци ќе започнат од наредната недела, што значи дека дотогаш пазарџиите ќе работат по старо. Ова бројка драстично ќе се намали веќе од следниот пазар. Бидејќи сега ги нема уште инспекцијата, иако беше најавена денеска првата контрола од инспекцијските служби, првото барање на така речени лиценци за работа, прогледна преку прсти. Фактот дека денешниот е божиќен пазарен ден на тезгите доминираше овошјето од сите видови. Меѓу другото, трговците нудеа коштани, ореви, портокали, урми, смокви и се друго што вообичаено се става на божикната трпеза. Цените се вообичаени за овој период од годината, со тоа што коштаните одскокнуваат со високи над 140 денари за килограм.